Шествалентниот хром кој се излева од депонијата на Југохром во Јагуновце веднаш до коритото на Вардаре поради тоа што пречистителната станица на фабриката од септември не работи поради нејзина реконструкција и санација, велат во раководството на комбинатот. Се работело за исцедок од индустријски отпад кој се таложел таму половина век. Земјиштето е одамна контаминирано и тоа било нормално со оглед на дејноста на фабриката. Хромот е канцероген, не се знае колку од него непрочистен истекува во реките, но надлежните тврдат дека немало место за паника. Факт е дека шествалентниот хром е канцероген. Во колкави количини и како контаминира, тоа сепак треба да го каже некој друг. Наша задача е да ги прифатиме тие, повторувам, отпадни води, да ги пречистиме и да ги пуштиме. Пак повторувам дека тоа не е обврска на Југохром, тоа е историски отпад, меѓутоа постројката се наоѓа во кругот на фабриката и ние ја сервисираме и помагаме околу работата на самата постројка. Фабриката во која некогаш работеле илјадници луѓе веќе 4 години е затворена. Можеби загадувала, но барем немало невработеност, а и живи и здрави сме, велат дел од жителите на Јагуновце, кои целиот работен век го поминале таму. Селото, велат, сега е празно и пусто. Југохром да се отвори треба, не што загадува. Населението нема паре. Народот нема паре, тоа е битно, не загадува, не загадува. Јас сам работел таму колку години бе мајка. 39 години сам работел. 39, па е жив и здрав. Тие са гасови со горливи више, што иде нагоре. Садот. Не се тие опасни по живот, никако. Него ете мало дими иде, цад, ќе рече ова и тето иде го онаде, ама не е истина тоа. Југохром ги згасна печките во ноември 2016 година, откако не успеа преговорите со надлежните за пролонгирање на рокот за поставување филтри, услов кој требаше да се исполни за комбинатот да продолжи да работи. Без работа останаа стотици луѓе, најголемиот дел од околните села.